Следите Студио 10 на телевизија 24, она што најавив дека ќе биде интересно на 12 декември во недела, тоа е секако внатрапартиските избори во СДСМ, во исто време конгреси во ВМРО ДПМН. За сега според информациите таму само Христијан Мицковски предложено да го не се лажам 50 делегати. Исто така на истиот ден непланирано генерален протест и на Сојузот на синдикатите на Македонија. Ние се задржуваме на она што се внатрапартиски избори. Тројца кандидати: Димитар Ковачевски, Фросина Ременски и Јован Деспотовски. Велиме добре дојде за Јован Деспотовски. Добро ве Читав кога излезе најавата, размислувавме, морав да го подготвам семејството, на крајот решавате и зошто решавате. Кога тргнувате од, ако Ковачевски тргнува од пол позиција, вие тргнувате, не знам, како Ферстапен од 6-то место. Ова затоа што Заев како премиер индиректно го најавува или го промовира. Тоа е предност или хендикеп за вас или за Ковачевски? Па, зависи. Меѓутоа, јас сакам да верувам дека трката почнува од 0-0, значи броењето на гласовите односно гласањето ќе започне во недела, на броењето на гласовите почнуваме од 0. Секако е право и на председателот Заев да го каже она што го смета од аспект на неговите видувања за партијата, меѓутоа верувам секако дека на крајот на целиот процес ќе подаде рака на оној кој што ќе победи, односно ќе биде подобро. Колку време размислувавте, затоа што беа кратки реално роковите, уште повеќе, нели? Кога ќе ме видите со кого ќе отидам на преговори со алтернатива, тогаш знаете дека тоа би требало да биде мојот наследник, меѓутоа бидејќи се внатрапартиски избори, сега има тројца кандидати, четворица беа еден не ги исполнува условите. Во меѓувреме имаше најави од луѓе кои што се представија како булдужери во соседното студио овде во телевизија 24. Вчера ги видовме заедно со Ковачевски и тоа е веројатно дека е паднат договор еден председател, друг генсек. Бидејќи имавте малку време. Прво ја подготвивте ли фамилијата? Бидејќи вие сте долго во политиката, знаете што е, како е. Но ги подготвивте ли? Ја мислам дека никој не може да влезе подготвен во такво нешто, меѓутоа да, беше честно од моја страна да разговарам. Говорам за медиумскиот дел. Едно што ќе има по медиумскиот дел не е проблем, бидејќи јас сум секако присутен и да комуницирам. Имам привилегија, односно чест денеска бидам прв пат кај тебе, меѓутоа комуницирам. Немам проблем со. Но бевте во фините работи, во како се вели, она за делење грантови кои што имаше еден лош бекграунд, па потоа вие имаше незгоден старт, меѓутоа после тоа потоа го кренавте малку. Сега сте во развојни зони и сето тоа изгледа убаво спакуване. Сега кога ќе влезете во оваа политика, велам дека сте побајаги од политиката, тука има и ниски удари. Од тој аспект дали е подготвено семејството? Секаде има ниски удари, значи и во професионалниот дел каде што сум ангажиран, работите не се едноставни. Меѓутоа сум научен да функционирам со предизвици. Предизвиците ме движат напред и СДСМ е многу огромен предизвик. СДСМ е огромен предизвик, бидејќи СДСМ е голема партија, владеачка партија во моментот. Концепт 28 си поставува за цел СДСМ да се подготви и во 2024 на парламентарните избори да го добие мандатот до 2028 година. Така што нема 28. Да, така да нема подготвување за едноставно 25 години сум дел од политиката, од најниските, да кажеме, од почетните позиции од дете до член на највисокото партиско раководство 3 мандати со Бранко Црвенковски, со Радмила Шекерински, со Зоран Заев. Така што да, сметам дека сум апсолутно подготвен за предизвикот кој што следи. Размислувавте долго? Сега говорам сам со себе. Луѓе кои што се ангажирани во политиката сериозно посветени на политиката, не е добро да кажат дека немаат никаква амбиција. Значи јас таа амбиција постоела и кај мене. Размислував дали е моментот соодветен сега заради сето она што ни се случи. Роковите се апсолутно кратки, се согласувам. Меѓутоа, од друга страна, изборот беше да седам на страна, да го кажам она што сметам дека може во моментот не е како што треба, и во рамки на самата партија генерално во некои процеси што ни се случуваат, и да си коментирам во кафеана со другарите, или со партиските другари, пријатели, така натаму, или да се вклучам внатре и практично да дам придонес за некои работи да се променат.
одлучив на крај дека сметам дека е честно и кон партијата, и кон моите партиски другари, и кон граѓаните на државата, бидејќи сепак СДСМ е голема партија која што ги движи процесите во Македонија, и затоа сметав дека е честно да влезем. И она што имам да го кажам, и она што имам да го понудам, да го кажам и да го понудам тама каде што треба. Сега, она што може и јас како забелешка можам да го најдам, генерално на процесот, во смисла на тоа што сте неправдани сите кандидати. Зошто? Внатрепартиски избори подразбира еден широк фронт и подразбира еден подолг период, за да можете вие да направите програма, за да можете да отидете помеѓу членовите, да ја представите вашата програма. Вие реално немате такво време, дури скусени се роковите, колку беа? 7 дена. Максимално скусени рокови. Идејата на тие внатрепартиски избори е да траат, не знам, половина година или да може секој да се изанализира, да може да изработи кај членството. Вие толкав период немате, но направивте концепт 28, рековте, ќе говориме за него. И сега колку успевате за 7 дена да мобилизирате се? Дали Јован Деспотовски е скопското крило во СДСМ? Јован Деспотовски е роден во Скопје. Јован Деспотовски што е Миле Зечевиќ. Знаете, се обидуваме да ги фатиме како се вели она постапките, што се случува дека. Јас сум роден во Скопје, растан сум тука, образован сум тука, живеам тука и она што го поставив како цел во концепт 28 и сакам моите деца. Моите кога зборам сите деца да. Држава. Прва опција кога ќе завршат со студии и со све да им биде да си останат тука, а не да бегаат надвор. И тоа е основната цел на концепт 28. Така што, да, роден, живеам и се во Скопје, меѓутоа не препознавам крило, веднаш ќе ти кажам. Моето крило и моите поддржувачи се членовите и поддржувачите на партијата. Различни луѓе ми пристапуваат овие дена. Различни луѓе. Луѓе кои што не се членови. Прошетавте низ Македонија? Не, само во градов, не значи. Само во градов. Еве веќе, да, се движиме постепено, меѓутоа се уват многу луѓе изненадувачки првиот ден кога споменав дека размислувам. Многу повеќе луѓе се јавија кои што не живеат во Скопје, отколку што се јавија во Скопје. Тоа што беше интересен индикатор, исто така, зборуваме за луѓе, со тоа што исто така доста интересно е луѓе кои што, да речеме, долго време, јас барем не сум ги видел да бидат активни некако во политиката и во партијата. Можам да прочитам тоа, значи разочарани од Заев? Тоа се луѓе кои што биле можеби генерално разочарани од партијата во изминатиот период. Не мора да се врзува тоа со еден или со друг председател. Ми пристапуваат на улица. Значи сосема обични се, сите сме ние обични луѓе, нема обични и необични. Меѓутоа зборам луѓе кои што не се, да кажеме, ајде препознатливи во јавност. Велат ви честитам за храброст. Затоа што се нафативте во ваков краток период да се обидете да направите нешто. Тоа значи дека на луѓето им треба некоја момент на надеж, дека можеби работите не се така непријатни и лоши, како што можеби се прецепираат во јавност, особено после она што ни се случи на локалните избори пред колку е веќе месец дена, месец и половина. Зашто разбираат дека имаме капацитет внатре, имаме луѓе кои се охрабрили, кои што не избегнале од предизвикот. Без разлика на сите околности. Велиме, кратко е времето, така е, имаме почеток на трката онаков како што е. Меѓутоа повторно кажам, им дадовме, мислам дека им дадовме на луѓето. Еден зрак позитивно нешто во целата. Неспорно дека внатрепартиски избори се еден убав чин, демократски чин, да оставиш Не секаде, да оставиш твоите приврзаници, симпатизери, членови да гласаат. Ние го гледавме тоа во Хрватска, кога СДП загубија од Пленковиќ, исто таму организира и тоа изгледаше баш како празник, веројатно така ќе биде и во недела кај социјалдемократите, но она што збунува, вие имате концепт 28, Ковачевски и тој има програма, сега програмата е генерално базирана на економија, знаете, малтене овие програми за кои што вие велите, програмата јас ја базирам економски, меѓутоа тоа може повеќе да личи као на премиерско експозе. Затоа што претпоставувам по логиката, кога правите програма, вие треба да правите програмата бидејќи се внатрепартиски избори. Така. Како треба да изгледа СДС? Значи, реформата на веројатно некоја реформа на СДС. Во мојата програма имаме и сегмент кој што е поврзан со самата партија и функционирање, меѓутоа ќе ти кажам, значи целта, значи силна партија не е цел сама по себе. Значи не може нас да не биде целта да кажеме СДСМ треба да биде силен точка.
Не, Зошто ве треба разбирам, СДСМ да биде силен? Ве разбирам, но ова СДСМ треба да произлегува... биде силен заради тоа што треба на граѓаните да им понудиме концепт, да им понудиме решение за нивните практични предизвици. Во моментот на 99% од граѓаните во нашата држава приоритет им се секако енергетската криза, здравствената криза и решенијата поврзани со тоа. Но Деспотовски вас не ве бира ВМРО-вското членство или неутралците. Вас ве бираат членовите на СДСМ. Вие претпоставувам по логика треба да се обратите на нив. Меѓутоа и тие се граѓани, и тие се Се граѓани. граѓани, неспорно е, да, меѓутоа каде доставувате вие кандидатура? Во СДСМ. Во СДСМ во надзорна комисија, не ве гласа Изборна вас, комисија. изборна комисија, не гласа изборната комисија, гласаат членовите на Така е. СДСМ. Се обидам малку да ја доведам, не до абсурдно да ја разглувам темата за да се вратиме. Значи, Зборуваме дека времето е кратко, се Да. согласивме веќе за тоа апсолутно. Затоа се велам, и согласивме сега вие апсолутно. треба да дадете план бидејќи Заев се повлекува. Така е. Натрепартиски избори, скратени рокови и Заев се повлекува затоа што не функционирала партијата, односно не испорачала резултати позитивни во однос на локалните избори и дека јас сега така перцепирам и дека нешто не штима. И сега треба да се појави некој кој што ќе направи програма, концепт 28, и меѓу другото тамо треба да има и реформа на партијата. Како Деспотовски ја гледа СДС? Доколку победите, затоа една од работите која што ги споменав, која што мислам дека е доста прогресивна, е тоа што сметам дека оној процес на демократизација на партијата кој што го започнавме минатата година со начинот на избор на претседател, кој што е непосреден. Внимавајте, зборуваме за учество на повеќе десетици илјади луѓе. Да. Тоа е сериозна маса на луѓе. Тоа се баш како избори. Избори. За тоа велам, за тоа и програмата е таква. Еве, да кажеме, еден од елементите на во да кажеме во целиот тој пакет е да отидеме чекор понатаму. Сега што научивме од локалните избори? Од локалните избори научивме дека можеби не секаде сме го погодиле вистинскиот кандидат. Како да го надминеме тоа? Затоа велам, на луѓето им треба конкретно решение, не приказно. Не се да само да биде најсилен. Да, како? Еве како. Продолжуваме понатаму. Членовите односно кандидатите за градоначалници, кандидатите за пратеници, па ако сакате кандидатите за претседатели на општинските огранаци, да дадеме можност да ги бираат членовите на локално ниво. Тоа значи дека пред секои избори ќе треба да спроведеме постапка во која што луѓето, а не раководството, ќе каже кој е најсоодветен кандидат Така е. согласно пулсот на народот, бидејќи се, повторно кажам, членството на СДСМ е огромна маса на луѓе. Тие се дел од граѓаните во оваа држава. И затоа кога нудиме концепт, мораме да појдеме од потребите на тие граѓани. И затоа не зборуваме само за СДСМ, него зборуваме за сите граѓани. Така што тоа е еден чекор кон таа. Втората работа исто така што е многу важна. Исто научена лекција не само од локалните, од многу изборни циклуси претходно. Ние имаме носители на јавни функции, кои што во моментот кога ќе бидат избрани стануваат недостапни. И се велиме вака, еден пристап е некој од озгора, претседателот на владата, да им седи цело време на глава. И јас не бегам од тој предизвик, ја тоа ќе го правам, бидејќи јас сум достапен. Ако сум јас достапен, претседателот Заев исто така многу достапен, ќе бидат достапни сите. Меѓутоа, кој е дел од новиот концепт 28? Ние воведуваме обврска. Тие носители на јавни функции да си продолжат со нормалната рутина на однесување и откако ќе бидат избрани. Нормалната рутина подразбира дека ќе одат во истото кафуле каде што одели претходно. Ќе одат во истиот ресторан или кафеана каде што седеле претходно. Ќе се движат во истите кругови. Луѓето треба да сватат, вклучително и тие кои што ќе бидат носители на јавни функции, дека животот не им се менува во моментот кој ќе бидат избрани. Едноставно мора да продолжат да бидат достапни до граѓаните за кои што се обврзале дека ќе работат, а не да дојдат во Скопје да купат стан, да купат скапа кола и 4 години да ги заборават. Односно ги заборават тие што ја гласале. Тоа е пристапот во демократијата кој што недостасува, а кој што постои во развиените западни демократии, како обврска. Па добро, јас донекаде се И кога ќе согласувам. зависат пратениците, односно кандидатите за пратеници, не од волјата на претседателот на СДС, туку од волјата на партиското членство. Апсолутно ќе бидат многу поприсутни онаму каде што треба, наместо бидат во Скопје да го прават. Еве да кажем во 80-90% се согласувам со вас, не се согласувам дека премиерот Заев треба да седи и да одговара на секој напорак.
Или Ја реков треба дека е на секој достапен, телефон. јас реков дека е Или достапен. да е достапен. Да, јас реков дека е Меѓутоа достапен. тоа беше толку брутално што знаете почнува веќе на шега да го тираат, нема човек во Македонија кој што го нема мобилниот на премиерот. Тоа може биде и лошо, меѓутоа може биде и добро. Сега, јас мислам дека премиерот треба да има една ограда до каде што може да се оди, бидејќи премиер е институција. Не е во прашање Зоран Заев. Ние говориме за премиер како институција или за председател на партија како институција. Добро, Дали е меѓутоа Јован што се Деспотовски? согласуваме дека председателот на партијата и председателот на Достапноста, владата мора да биде достапен. И јас сум достапен. Така. Председателот Зоран Заев е достапен. Нивото на достапност е нешто за што може да зборуваме. Меѓутоа мора да бидеме достапни. Достапноста вие ја правите преку служби кои што ќе ги поставите и кои што ќе ги знаат вашите политики. А да седите вие до 4 наутро и да одговарате пораки на секој кој што ќе му текне. Ми треба мака зова, ми треба, јас не верувам дека Макрон седи и одговара на пораки на секој. Тоа е заради Но тоа што можеби, оно што го кажав, заради тоа што можеби немаме отчетност на градоначалниците, пратениците, па и председателите на општинските организации кон оние што ги бираат. Затоа велам, директната демократија, односно изборот непосреден од членовите на кандидати, значи да ги прашаме луѓето што мислите за Јован, што мислите за Мишко, како што го правиме сега за председател на СДСМ. Ако веќе ги прашуваме, нема причина зашто да не го направиме за и веруваме дека тоа е еден пристап, концепт 28, дел од концептот, кој што нас ке ни овозможи навистина да зајакнеме и навистина го слушнеме гласот на луѓето. Да, добро, тоа е ваша перцепција, јас гледам од друга перцепција, вие гледате, бидејќи веројатно и разговарате секојдневно со членови апропо на достапност. Што се случи на локалните избори? Овде предпоставувам имате како по локалните избори, но што се случи на локалните избори? Концепт 28 не нуди анализа на тоа што ни се случи, Затоа меѓутоа нуди велам, решенија, нуди конкретни решенија и мерки, споменав дел од нив, конкретни решенија и мерки за тоа како ова да не ни се повтори повеќе и како да научиме лекции од тоа што ни се случи. Од што загуби се до сега, на пример? Бидејќи нели тезите и бројките се дека ВМРО ДПМН ја има таа константна бројка. Добро. И дури и помалку. СДС има пат во бројот, но тоа е пред се од негови членови и симпатизери. Така велат бројките, така говорат бројките. Бидејќи мислам дека еве знаме една бројка во Карпаш, не знам каде беше, 9000 луѓе немаше, а 9000 недостасуваат луѓе кои што излегле на референдум. Претпоставам тоа не се луѓе на ВМРО ДПМН што ми излегол на референдум. Значи членството на СДС не излезе на овие локални. Поддржувачите. Така. Беа лути на Заев, дали Заев уште повеќе ги разгневи кога излезе на полувреме или помеѓу два круга, ако не го добиеме Скопје, се повлекувам, па излегува уште повеќе за да го сменат. Ајде да не збориме за тоа што било проблем, ајде да видиме што било добро во локалните избори. Генерално, зборам не само за СДС. Добро. Се создаде една многу позитивна енергија околу независните листи. Буквално секаде, посебно во градот Скопје. Прашањето е зошто се создаде таква енергија. Моето лично мислење, бидејќи дел од луѓе ги познам, јас комуницираме со луѓето. Значи јас сум присутен, и откако ме избрале значи јас во исто до кафеле пијам кафе и ден денес. Значи ја не сменив локација. Мислам идам и на други места, меѓутоа сакам да кажам, ги слушаме луѓето. Се случи една позитивна енергија. Имаше една приказна, имаше политика околу независните листи, која што лично мислење мое на нас не настасуваше. Како СДСМ зборам, посебно во урбаните средини. Неспорно е дека имаме проекти што се реализирани, посебно во градот Скопје. Меѓутоа, мислам дека не победи, односно, буквално не победи, позитивната приказна енергија што се создаде околу овие независни листи. Ова е во многу позитивна смисла, кажем. Тоа значи дека треба да научиме нешто од тоа. И тоа значи дека можеби градот Скопје и поголемите урбани средини не треба да ги третираме само како места каде што ние ќе асфалтираме улици. Тоа се подразбира. Тоа не треба да биде ништо посебно. Тоа е дел од работата. Тоа е како јас да ви кажам сега да јас денеска дојдов и ќе имаме гостување. Например, ќе имаме емисија. Например, во програма ќе имаме емисија 2 часа. И тоа која е приказната, која е целта, каде одиме ние? Еве јас на пример во дирекцијата велам вака, доаѓам и викам мојата цел во овие 4 години е луѓето да имаат поголема плата. На тоа работим. Че точно знаеме зашто е. Не е мојата цел денеска да испијам 10 кафиња, ќе испијам ако треба, со 10 инвеститори, не е спорно. Така да и тука, позитивната приказна
клима, енергија што се создаде околу независните листи, треба да научиме тој модел. И повторно кажувам, особено во Скопје, па и во другите урбани средини, мора да се научиме да понудиме таква приказна, која што е различно од останатите. Не можеме ние, можеме нормално, меѓутоа надпревара за тоа кој колку улици асфалтирал, не донесе до ситуација да го загубиме главниот град. За мене сосема неправедно, меѓутоа луѓето на крај кажа. Така што тие селекциите кои што да ги второ, јас не сум сигурен, него напротив сигурен сум дека на многу места можеби ги промашивме кандидатите. Се покажа очигледно. Велите нашите луѓе не излегла гласат. Добро. Недостасувала приказната. Имало секако некакво незадоволство од генералните политики на власта, меѓутоа не мислам дека тоа било доминантен фактор. Кандидатите апсолутно да. Некаде, знаете како инерцијата не движи. Ја тука велам, во концептот 28 мора да бидеме флексибилни. И кога бираме флексибилноста подразбира дека мора да се прилагодуваме на тековите у светот. Значи не може изговор да ни биде јас вака знам да функционирам, јас вака ќе работам, затоа што не знам поинаку. Не. Нас не требаат луѓе што можат континуирано да учат и да се прилагодуваат. Во светот работите се случуваат со динамика сериозна. Не можеме ние да се седиме учмаени и да не можеме да мрднеме никако. Тоа е едно од работите што мене ми пречи, на пример. Не само во СДСМ, и генерално во општеството. Многу тешко се предвижуваат некои работи. Многу тешко се охрабруваме нешто да пробаме. Многу одиме на сигурно. Сакаме однапред да знаеме дека од тука тргаме, имаме дискусија кој треба да биде премиер на држава. Зашто да имаме дискусија кој треба да биде премиер? Ајде да збориме каков треба премиер да има оваа држава. И ние секогаш појдеме тама, знаеш, нема кој. Не, има. Ама никој не сека да отвори таа тема. Ајде да видиме, ајде да збориме прво какви мерки ни требаат. Еве, имаме конкретна ситуација, енергетска криза. Ајде да дискутираме за мерките. Ние 10 дена зборуваме премиер, министри, директори. Океј, легитимна е темата, ама зашто тоа на луѓето денеска нема, утре нема да им смени ништо. Пак ќе отидат со новчаникот, пак ќе влезат од продавници, пак цената ќе биде повисока. Не им го решаваме ние проблемот со тоа што алтернатива ќе стави 3 директорски места не знам каде. Па затоа луѓето одат на сигурно. Кога велите зашто луѓето одат на сигурно, не го преземаат тој чекор. Затоа што секогаш ќе се исправат пред некоја бариера политичка. Затоа велам, концепт 28 го менува тој наратив. И велиме вака, ајде да почнеме од потребите на луѓето. Зашто сме ние во политика? Јас сум во политика не за да станам политичар и за да ми има на емисија кај Мишко. И сам убаво, нема збор, меѓутоа не е тоа целта, не може да биде цел сама по себе Јован Деспотовски стане председател на владата на Република Северна Македонија. Не, него концептот што го има да добие можност да го спроведе. Затоа што на крајот на денот работиме за луѓето. Буквално. Буквално работиме за луѓето. И јас кажав, јас сум родител на 3 деца. Јас сега моите деца, кога ќе завршат со школа, не да ги терам со сила тука или да ги купувам да остануваат тука. Они треба прво да имаат првата опција биде тука ќе си останат. Можеме ја да се школувам некаде или професионално да работам. Меѓутоа дома е тука. И ние имаме, значи не сакаме да погледнеме дека надвор од градот имаме средини кои што се уништува заради тоа што луѓето едноставно не си ја гледаат веќе перспективата дома. И зашто ние на тие луѓе им нудиме дискусија кој ќе биде министер за небитно. Ајде им понудиме како, ајде да видиме како да ги задржиме тие луѓе. Фали градинка, фали школа, фали, не знам. Ајде за тоа да збориме. Па после збориме каков човек ни треба. И за премиер и за министри. Не треба за тоа многу време. Немаме време. Ние од брзањето и од патењето дека немаме време, стоиме уместо, а работите околу нас се случуваат. Еден дел ќе се согласам, во еден дел ќе ви кажам дека ако еднаш ќе се изгориш, потоа доваш и на кисело млеко. Ние од 94-та наваму лидерите и председатели и премиери кои што не воделе, ние сме гледале. Вие не можете луѓето да ги правите како се видите ослепи при очи. Па цвета корупција во држава. Заради тоа што зборуваме секогаш кој. Затоа велам, ајде да го нацртаме. Како ќе го мените тоа во партијата? Јас доаѓам во партија за да се вработам во администрација. Фино, имаме. Зашто јас треба членска книжка да извадам? Конкретно не треба членска книжка. Напишано е тука и затоа го објавив јавно. Велиме вака. Пример, ќе ми дозволиш една минута. Нема проблем. Затоа ве повикав. Да, нема проблем. Само да го најдам кај беше, бидејќи имаме доста работи тука. Првото е во делот на ресурси кај партијата. Велиме воведуваме систем за континуирана едукација на членовите со фокус на младите. И болдирано развиваме концепт, односно свест, дека политичкиот ангажман е можност да се даде придонес во општеството. Тоа значи дека политичкиот ангажман не е биро за вработување.
низ политичкиот ангажман и искуството што се стекнува. Јас сум стекнал искуство драгоцено, бесплатно, преку политичкиот ангажман во СДСМ. А ја ќе се обидам да ви одговорам како обичен граѓанин. Така. Низ тој политички ангажман кога вие ќе дојдете на власт, вие мора да ми испорачате мене еден тендер. Затоа што јас вас ве гласам вие да Граѓаните не го дојдете. бараат тендерот. Граѓаните никогаш не го бараат бараат тендер. тендерот, меѓутоа човекот кој што влегува во политички ангажман го бара тендерот. Кога ќе дојде господинот Деспотовски, сакате да гласам за вас? Добро. Да. Ќе станете председател, да. Јас ќе ви испорачам фактурата. Не ми Ќе треба дадете еден тендер, глас, да. глас кој што Затоа испорачува говорам. фактури, Ама не ми тоа треба брутално на мене. така, јас сега се обидувам да го брутализирам. Се согласувам, јутоа ќе се изненадиме, кога ќе сватиме дека огромно мнозинство на граѓаните и членовите на СДСМ, пак кажам, огромно гласачко тело, се честни луѓе. И не им треба премногу. И не влегуваат во политички ангажман, значи не се членови на партијата и на партиите за да добијат работно место. Добро. Затоа и резултатите го говорат најмногу тоа. Оваа теза сега да ви ја потврдам, бидејќи помина и преку промена на име. Голема жртва. Не помина, го поддржа. Да. Меѓутоа секој со горчина во, Така е. во Така е, себе. така Помина и преку многу други работи. Но не може да е простат корупцијата. Тоа е генерално видување кај луѓето. Не може да простат тоа што партијата ги заборави. Не во смисла на вработување. Еве, ако сакате во смисла на тој политички ангажман. Така. Повеќе оваа гарнитура како да играше со ВМРО, условно кажано, отколку со членови или симпатизери кои што биле на СДС. Знаете, ви имате луѓе кои што виделе мака од тој претходен режим за кој што го крстија заробена држава. така. И вие одеднаш се доаѓате во ситуација наместо да правите дегруевизација, вие правите тоа е систем цел, меѓутоа не можете да влезете во самиот корен на проблемот. И луѓето тоа го гледаат и мислам дека токму бегството на Груевски и оние афери кои што се појавија, Рекет, Катица, Јанева, веројатно е тоа кое што ги спласна на тежите. И вие тешко ќе ги натерате луѓето да излезат да гласаат. Мора да бидеме похрабри, во спроведување на одредени политики, во одредени одлуки. И се согласувам, недостатокот на храброст или можеби впечатокот дека сме доволно храбри, ни направи проблем. Кај ова гласачко тело за кое што зборуваме, кое што излегува, не поддржува, овој пат реши да си остане дома. Или да го даде гласот на независните листи. Еден сегмент е апсолутно политиката справување со последиците и наследството на последниот мандат на ВМРО ДПМН. И да, системски се вградени внатре работите, да и на многу места имаме се уште началници, ръководители. Мене ми Затоа беше што повторно јасно. кажам, дел од луѓето се честни луѓе. И не треба ги делиме ВМРО СДС. Меѓутоа знаете како, ако некаде има направено проблем, односно ако има направено зло е тежок збор, меѓутоа немам посоодветен во моментот. Добро. Мора да се санкционира. И тоа мора да се санкционира со практични примери. И на крајот на денот, ако можел шефот на специјалното јавно обвинителство да носи одговорност за своите, односно незините постапки, и ако можел поранешниот генерален секретар на владата, се зборам за функционира актуелна власт, да носи одговорност за тоа што го прави. Значи можат апсолутно сите. И пораката е јасна. Меѓутоа во делот на спроведувањето, е затоа велам, политиките можеби се во ред. Меѓутоа во делот на спроведувањето недостасува и храброст, меѓутоа и истрајност. Значи ако почнеме еден процес, ја тоа понекогаш го коментирам, ни се случува да фатиме една работа, дегруевизација на институциите, деваморизација, департизација, уствари, да не биде деваморизација. Ја дегруевизација. Сме ја почнале и сме застанале веројатно на средина. И сега во фудбалот имате едно правило, а тоа е голманот кој ќе истрче и кој ќе застане на средина, нема да оди до крај. По правило прима гол. Да. А може и да ви даде. Ако проложи натаму може да даде. Така, Сега ние обично сме во во една ситуација на како крајот. голманот. Значи ние трнавме и некако застанавме на средина. И сега не знаеме дали треба да се вратиме назад да си обраниме голот или да продолжиме напред. Концепт 28 нуди да продолжиме напред. Затоа што така имаме шанса да имаме гол. А зошто Заев? Јас како гледам на работите. И предпоставам, ако сакаме да видиме проевропски држави. Според мене, ако треба партијата да има свој
кандидат за председател на држава, јас мислам дека треба барем една година претходно да го знаеме. Јас мислам дека партијата уште од сега треба да работи на еден кандидат за градоначалник на Скопје, така и да се представи на јавност, ова е тој, за да може јавноста да го препознае. Тоа е и оно што вие го говоривте, дека со дел од кандидатите можеме се избра за се калкулираше партиски, непартиски, некој се кажа порано, некој се кажа на крај, и како тактика се покажа лошо. Но, дали на Скопје, ни условно кажано, им пречеше, кога е во прашање партијата, сега од муабет и шпекулации што слушаме, дека во партијата имало многу струмичани, не знам, од Крива Паланка, имало се, само немало Скопјани. Па дури уште кога ќе си обидите градската да ја наметнете некој лик кој што не е од Скопје, и тогаш веројатно тоа е она кој што ги револтира. Говорам за партиските членови, за партијата. Јасно. Еве, на пример, јас сум партиски член од Скопје, еве ќе одговорам директно на прашањето, мене не ми пречи. Кога во раководството на партијата на највисоко ниво имаме луѓе кои што не се од главниот град. Напротив, мислам дека тоа е навистина добар пристап. Бидејќи постојано велиме треба да имаме еден широк пристап во кој што работите не треба се случуваат само во главниот град и треба рамномерно се развиваат сите делови од државата. Тоа не може да го постигнете ако ги окупирате сите позиции од Скопје. Ба не сите од Скопје, ама да немате па ни еден од Скопје. И затоа треба баланс. Затоа велам јас. Значи, мораме да имаме некаков баланс. Значи, ни се случува понекогаш да отидеме од крајност еден во крај, крајност. продолжуваме во друг крај. И тоа не е добро. И тоа играње топло-ладно, да кажеме, со луѓево, на крајот на денот ги прегору. За жал. Така што е мојот став каков е. Затоа велам, не треба зборуваме кој. Треба зборуваме каков. И кога ќе се совпадне, значи кога ќе имаме веќе каков профил не треба. Кој да е кандидат кој што да кажеме ги исполнува. Ја велам, не треба да биде партиски член секогаш. Зошто треба носител на една функција и највисоката да биде партиски член? Навистина не мора. Тоа е број 1. Број 2, треба да биде човек кој што е докажан во професионален план. Да, зашто постојано мора да инсистираме на млади луѓе? Млади луѓе се во светот и луѓе кои што имаат 50 години. Така е. Ние не се Дали треба, чувствуваме. дали треба човек кој што има интегритет? Така е. Или треба некој што ќе ме слуша? Зошто да ме слуша? И на крајот на денот, дали има некој кој што е подготвен да прифати дека треба да размислува надвор од вообичаеното, бидејќи у вонредни времења кога работите се движат стварно со брза динамика, мора да имаме вонредни мерки. И вонреден пристап. Треба човек. Не се напишани овие работи. Справување со ковид ситуацијата не беше напишана никаде. Ние моравме вод да се справуваме со тоа. Светот се справуваше вод. Така што мора да имаме луѓе кои се подготвени да се прилагодуваат и да ги прифаќаат тие современи и да едноставно еднаш да се отвориме, навистина се отвориме и да кажеме да повелете со прашање и сугестии. Јас кажав скоро на едно гостување исто ме праша кои се вашите мерки за справување со енергетската криза. Ја викам ја немам мои мерки за справување со енергетската криза. Ниту сметам дека јас сум најпаметен и треба да седнам да ги направам. Меѓутоа одма ќе ви кажам што ќе поддржам. Имаше еден предлог од регулаторната комисија дека компаниите што испорачуваат струја треба да се откажат од дел од добивката. Сметам дека е сосема на место и би го поддржал. Како претседател на СДСМ би поддржал таков предлог. Бидејќи целта треба не биде да им помогнеме на луѓето во одреден временски период и да сите треба да бидеме солидарни. Тоа е предлог број. Не е тој мој предлог, али ќе го поддржам. Втора работа. Стопанските комори излегоа со предлог. Како на компаниите да им се помогне да добијат пристап до поевтина енергија. Имаше многу конкретен предлог од нивна страна. Формирале, мислам дека веќе своја компанија, побара од државата само да им обезбеди побрз пристап до лиценца. И во група да искочат на пазарот за струја, европски, регионален, не е важно, и да си купат струјата по поволна цена. Исто така, не е мој предлог, меѓутоа апсолутно ќе го поддржам. Апсолутно ќе го поддржам. Значи целта е, повторно кажам, ајде да видиме што е добро за луѓе. Ајде да видиме што е тоа што ќе им излезе упресред на вистина денеска да им се подобри живењето. А дали е предлогот на Мишко, на Јован, на Стопанска комора, на Марко или на не знам на кого не, значи ирелевантно. Веројатно кога ќе дојдат луѓето на власт, опијанува таа моќ и тоа е нешто кое што треба да се разгледа и размислува. Точно е дека не треба да имате полтрони, вие треба да го имате до вас најблискиот човек, кој што нема секојаш да ви вика шеф е најдобар сте. А гледате, пошто знам дека не сум. Не, вие почнувате да верувате веќе дека сте најдобар. И секој некој што ќе ви каже дека надвор не е така сликата, вие почнувате да го тргате по полека настрана. Тоа е тој дел од моќта. Зошто Заев избрза
помеѓу два круга, да каже дека ако го губам Скопје си поднесувам оставка. Зошто локални избори од една стануваат државно прашање? Заев добил мандат да води држава до 2024 година. Макрон имаше 9% на локални избори. Ангела Меркел изгуби избори. Пленковиќ изгуби избори. Заев свесно сакаше да излезе. Знаете, веќе ќе слушате разноразни шпекулации. Не сакам да влезам во таа група на тоа истражување дека кај нас луѓе 50% веруваат на теории на заговор, 48% мислат дека со хеликоптери не прскат. Меѓутоа, имате шпекулации кои што велат дека Заев намерно ги губи изборите затоа што веќе не може сака да се повлече. Не, Заев не ги изгубил намерно изборите, сигурно доволно. Тоа верувам се. Ја ви кажам што говорат, знаете, пошто малку е чудно. Кажам. Но локални избори не може да бидат причина за вакви тектонски пореметувања на политичката сцена. Локалните избори не се причина. Значи не само што не може бидат, него и не се причина за да се она што велите вие тектонски поремети политичката сцена на централно ниво. Особено што СДСМ доби доверба од граѓаните пред година и 2-3 месеци. Затоа велам, да. И тоа врз база на поприлично јасна платформа и со јасно дефинирана цел. А тоа е во овие 4 години да испорачаме дополнително на растот на платите, испорачаме дополнително на планот на инвестициите, животниот стандард на луѓето нормално и секако како една меѓуфаза што очекувам дека брзо ќе се случи, конечно ги отвориме преговорите за членство со ЕУ. Меѓутоа одлуката на Заев јас ја искоментирав на многу едноставен начин. Тоа е негова лична одлука и негово лично чувство на индивидуална одговорност, која што може само го испочитува. Прашањето сега од тука натаму што прави. Дали ни ово уште една лекција научена која што не треба да се повторува понатаму? Дека можеби да, не треба сите карти да ги ставиме, не треба влогот на масата да го зголемиме. Да. Но знаете, има луѓе кои што ќе кажат многу добар морален чин. Не, тоа е чин без преседан, нема збор. Што ние не сме го гледале до сега. Морален чин без преседан во државата. За тоа апсолутно немам никаква дилема. Меѓутоа, дали беше потребен во овој момент и што од тоа ќе научиме понатаму, треба да... Да, генерално луѓето мислат дека не, но тоа е што е. Да. И сега, вие одите сами, имате тим. Вчера го видов Ковачевски со Зечевиќ, кој е до Деспотовски. И ако сакате да видам по-брутален да ги задоволиме апетитите, чија е Јован Деспотовски? На Бранко, на Радмила, на... Не, Јован Деспотовски, односно јас, да не зборам во трето лице еднина, не, јас сум Јован Деспотовски, сум кандидат за председател на СДСМ. Јас сум бил член на најтесното партиско раководство и во времето на Бранко Црвенковски, вториот мандат, и во времето на Радмила Шекеринска, и во првиот мандат на Зоран Заев како председател на партијата. Така што не се сметам дека сум ниту на едниот, ниту на другиот, ниту на третиот. Напротив, она што го велам, не сум кандидат за председател на СДСМ, значи сум кандидат на сите наши членови. Имам тим, апсолутно да. Може да се знае? Разговарам повторно, кажем, значи сакам да се отвори, дека се заврши процесот во вторник, односно извинете во недела. Ако ја добијам довербата од членовите на СДСМ, јас да бидам председател на СДСМ, во тој случај ќе отворам дискусија за тоа каков профил на луѓе не треба. Не мислите дека, например, би ги придобиле членовите или симпатизерите на СДСМ кои што ќе гласаат ако кажете јас сум Јован Деспотовски, кандидат за председател на СДСМ, ова до мене, карикирам сега, не знам, Шекеринска кој што ќе биде генерален секретар од десната страна е, не знам сега да не употребувам веќе имиња да не ги Венко Филипче, карикирам сега да не карикираме со имиња. Од сам почеток да бидеме честни кон луѓето. И честноста кон луѓето ќе докажеме со тоа што го пишуваме и го ветуваме во кампања, ќе почнеме да го практикуваме првиот ден кој ќе ни изберат. И затоа реков, ако реков доста више да почнуваме од тоа кој треба да биде и да збориме каков треба да биде, јас првиот ден во партијата ќе отворам дискусија каков заменик председател на партијата ни треба, каков генерален секретар на партијата ни треба, какви потпредседатели на партијата ни треба. Откако ќе ги дефинираме, пак кажам, тоа не е процес кој што трае премногу. Тоа се реализира во неколку дена, можеби 10 дена, нека бидат 2 недели, нека бидат, не е важно. Дефинираме, понатаму може да отвориме постапка на предлагање. Нема проблем. Не мора однапред да се знаат сите работи и нема зашто го гушиме процесот. Едноставно повторно кажам, во партијата, меѓутоа надвор од партијата, че имате навистина квалитетни луѓе. Зошто однапред им ја затвораме вратата со тоа што ќе кажеме Мишко ќе биде генерален секретар. Тоа е лош пристап. И тоа е компромис заради компромис. Мислите дека ова Ковачевски и Зечевиќ што го прават е лош пристап?
не се совпаѓа со концепт 28 кој што јас го нудам. И така треба да биде, затоа што е тоа е различно. пристап кој што досега постои во партијата, јас имам моје мислење дека тој пристап не е добар. Онеправдани сте во однос на кампања, вие одите како они што одат пред, не знам, како се види тоа, месни заедници. Знаете, вие ова мора да го представите, освен нашата добра волја и на другите медиуми да ве представиме, вие генерално треба да одите по месни заедници, по градовите да ја представите програма. Јас затоа на почетокот кажав краток е Мишко, периодот. времето е многу кратко за тоа, меѓутоа, еве, ќе искористам можност кај тебе ексклузивно, јас сега ќе ги поканам. Односно ќе упатам јавна покана до двајцата други против кандидати, мои партиски другари Димитар и Фросина, да организираме една презентација заедничка и расправа на трите програми што ги нудим. И тоа не мора да биде на медиум, можеме да го направиме во просториите на партијата и да оди секако во живо, за да можеме впечатокот за еднаквоста и третманот внатре во партијата да го зајакнеме. Бидејќи јас немам впечаток дека сме нееднакви, меѓутоа, еве, очигледно постои таков впечаток дека одредени кандидати добиваат ветер во грб малку, така да за да го, бидејќи повторно кажам, влегувам затоа што навистина мислам дека ова е чекор кон единството. Еве, со оваа покана сметам дека можеме да даеме придонес да се зајакне и тој впечаток. И на луѓето колку што е можно повеќе во овој краток временски период да доближиме што значи концепт 28, што значи програмата на Диме, што значи програмата на Фросина. Знаете, кај некој можете да видите неискреност, например, најаваш кандидатура, ја пушташ по медиуми, и потоа одиш и се пазариш. Предпоставам вие вашата кандидатура не е таква за да се испазарите за повисока партиска функција, но нема дали повисока разговаравте партиска функција од член на СДС. Така да. Дали сте разговарале со Заев? Не. Не? А тој ве нема побарано? Не. Мислите дека тоа е во ред или? Не мислам дека е ништо невообичаено, заради Не, тоа што невообичаено, јас го изразив моето очекување. Јас очекувам дека каков и да биде исходот во недела од аспект на резултат, односно на поддршка на членството, претпоставка и верувам дека процесот ќе биде на ниво на СДСМ како што треба, дека претседателот ќе подаде рака на победникот. Така, колку членови има, мислам дека има. Јас мислам дека вчера заврши процесот на пререгистрација за гласање, меѓутоа ги немам последните податоци, верувам дека од партијата ќе ги објават денес. Се обидувам да направам, не знам Заев со колку победи, сега не ги извадив јас. Минатиот пат имаше регистрирано некаде над 70.000. Тоа сакав да не сгрешам, да, имаше добра бројка на излезени тогаш, да, меѓутоа бидејќи се продолжи рокот до мислам дека до вчера. Добро, еве ја ако ја земам таа бројка 70-80.000 кои што се регистрирани членови, колкава излезност очекувате? Мислам дека поттикнавме мало раздвижување. Мало во наводници бидејќи се размрда и членството веќе. Да, се размрда малци, што е добро. После изгубени, односно после онаков резултат како што имавме на локалните избори, мислам дека председателските избори во СДСМ дојдоа во вистински момент. Луѓето се и не само вистински момент заради тоа што имаме да кажеме некаква можност нешто да се промени во партијата, него заради тоа што имаме тројца кандидати кои што ги движат работите сами. Така што имаме една динамика која што е добра. Добро, меѓународниот фактор ве има контактирано до сега? Обично и тоа има во Македонија. со меѓународниот фактор. Не можеш да видиш ти лидер ако странец. Континуирано комуницирам со представници на меѓународни заедници во државата и регионално и на европско ниво, впрочем произлегувам да кажем од еден дел од професионалната кариера бев ангажиран на процесот на ЕУ, така да имам контактите и познанствата и пријателите, дел се тука, дел се во Брисел и во Вашингтон, меѓутоа имав разговори секако, не конкретно на темата дали треба се кандидатираме, меѓутоа генерално од прилика да видат и тие сакаат да видат како размислуваат и како размислува Јован Деспотовски во однос на бугарското прашање. Например, тоа можеби не интересира и нас како потенцијален иден лидер на СДСМ. Мене како граѓанин исто како вас, значи мене ми е апсолутен приоритет тоа прашање се затвори за да можеме ги почнеме преговорите со него. Каже во една прилика дека Преспанскиот договор покажа дека оваа политичка гарнитура има и капацитет и знаење да го заштити македонскиот национален интерес. Верувам дека истото ќе се преслика и сега, со тоа што исто така изразив очекување дека и нашите соседи мора да направат исчекот. Да. Зошто луѓето да гласаат за Јован Деспотовски, симпатизерите, со ова завршувам. Сега како сакате обратите се како на луѓето, но внатрепартиски избори се непосредни. Луѓето треба да гласаат заради тоа што фокусот се луѓето.
Не е фокусот партијата, не се фокусот политичарите. Поаѓаме од потребите на луѓето. И нудиме многу конкретни решенија и мерки тука. Нудиме еден сосема поинаков пристап во спроведувањето на политиките, кој што се базира на мерливи резултати. Јас, она што го поставив како цели во мојот мандат, ги пресликав како список на индикатори преку кои што луѓето ќе мерат колку сум успешен во тоа. Во спроведувањето. Така што не е концепт 28 празен хартија со напишана само на убав начин и културно. Че ова е реална платформа која што реално на луѓето ќе им донесе подобар живот. И јас се обврзувам да го донесам тој подобар живот до 2028. Најавивте дека ќе инициирате со Ременски и со Ковачевски. Еве го искористив таа можност за покана. Ви благодарам многу. Со нив сте исконтактирале досега или? Не сум ги видел во последните недели. Ни телефонски немате исконтактирано? Не. Добро, ова ќе биде веројатно добра можност. Сите заедно тројцата, тама и членовите да видат кои сака да се уклучи. Имате време до неделу уште колку? Уште 5-6 дена. Молк има таму или нема? Нема, меѓутоа добро, можеме да почитуваме одредени добри практики во рамките на наградните избори, така што ја планирам барем во сабота да ги оставам луѓето да размислуваат сега. Ви благодарам што бевте гости во студио 10. Ви посакувам успех на изборите во недела. Благодарам. Јован Деспотовски, кандидат за лидер на Социјалдемократскиот сојуз, гостин во студио 10. Овде почитувам и завршуваме. Ви благодарам што не гледавте. Следува прегледот на вестите во 12. Довидување.